Лидерски самит во Скопје. Скептицизам кај младите за ЕУ. Маск се заканува со нова партија. Албанија со рекорден број на туристи. Тинејџерите го отфрлаат телефонскиот повик. Домат за 70 евра по килограм. Денеска во Скопје се одржува значаен состанок на лидерите на Европската унија и земјите од Западен Балкан, со цел унапредување на спроведувањето на планот за раст на ЕУ за регионот. Домаќин на средбата е македонскиот премиер Христијан Мицкоски, а присуствува и европската комесарка за проширување Марта Кос. Во главниот град пристигнуваат и високи представници од Србија, Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Косово. Оваа средба се смета за важен чекор во зајакнување на регионалната соработка и поддршката на реформските процеси. Европската комисија, во пресрет на состанокот, посочи дека планот за раст донесува конкретни придобивки за 6 држави од Западен Балкан кои се подготвуваат за идно членство во Унијата. На денешната средба лидерите ќе разговараат за досегашниот напредок и ќе ги трасираат следните чекори за ефикасна имплементација на планот, со фокус на економскиот развој и приближувањето кон европските стандарди. Над 40% од младите во Македонија имаат позитивен став кон Европската унија, но не веруваат дека земјата ќе се интегрира во ЕУ во блиска иднина. Анкетата на Институтот за добро управување и евроатлантски перспективи покажува дека 46,5% од младите сметаат дека Македонија нема никогаш да стане членка, додека само 6,7% веруваат во полноправно членство во наредните 5 години. Како најголема пречка за евроинтеграцијата младите ја наведуваат корупцијата, а веднаш потоа следат билатералните спорови и ниската доверба во институциите. Според експертите, овие податоци се сериозен сигнал дека е неопходна појака борба против корупцијата и нова комуникација со младите за да се зачува европската перспектива на земјата. Илон Маск им се закани на републиканските сенатори дека ќе ги изгубат своите места ако го поддржат законот на претседателот Доналд Трамп за зголемување на државниот долг и кратење на трошоците. Маск најави дека ќе формира нова американска партија доколку биде усвоен, нарекувајќи го законот неразумен и предупредувајќи дека ќе го зголеми дефицитот на САД за $3.300 милиарди во следната деценија. Најбогатиот човек на светот порача дека на САД им е потребна вистинска алтернатива на двете големи партии и додаде дека ќе се бори против сите што гласаат за историското зголемување на долгот. Иако републиканците имаат тесно мнозинство во Сенатот, судбината на законот е неизвестна поради противењето на двајца сенатори и можноста решавачкиот глас да го има подпредседателот J.D. Vance. Вкупниот број туристи што ја посетиле Албанија во првите 5 месеци од 2025 година достигнал 3,4 милиони, што е за 100,000 повеќе од истиот период лани. Според Институтот за статистика, најголемиот дел од посетителите, дури 95%, се од европскиот регион, при што доминира Јужна Европа со 72% од вкупниот број. Иако почетокот на годината донесе силен раст, во мај забележан е побавен пораст на туристите. Во истиот период, 689,145 албански државјани отпатувале во странство, што е зголемување за 8,9% во однос на мај минатата година. Најчеста цел за влез во Албанија се личните патувања, како одмор и посети на роднини. Вистина е дека традиционалните телефонски повици повеќе не се меѓу најпопуларните начини за комуникација на тинејџерите. Многу млади луѓе сметаат дека да му се јавите некому е непријатно, што го потврдува и анкета спроведена во Австралија, каде што 42% од генерацијата Z сакаат да ги избегнат ваквите повици. Вистина е дека наместо класични повици, тинејџерите се одлучуваат за видео повици и гласовни пораки за да останат во контакт со пријателите и семејството. Вистина е дека иако телефонските повици повеќе не се кул, според извештајот на Snapchat, вкупното време што младите го поминуваат во разговори преку гласовни и видео повици се зголемува. Корисниците на Snapchat од генерацијата Z и миленијалците секојдневно трошат повеќе од 1,7 милиарди минути на ваква комуникација, што е за 30% повеќе од лани. Вистина е дека бројот на гласовни пораки расте. Само во САД, во првите 3 месеци од 2025 година се испратени над 2,5 милиарди гласовни пораки, што е значителен пораст во споредба со претходната година. Вистина е дека експертите истакнуваат дека ваквата флексибилност овозможува младите да комуницираат на начин кој им одговара најмногу, што придонесува за посилни и поприродни врски.
Гласовните пораки и видеоразговорите помагаат подобро да се изразат мислите и емоциите, носат дополнителна лична димензија и можат да го намалат чувството на осаменост кое денес е многу често кај младите луѓе. Вистина е дека постои и друга страна на оваа приказна. Некои експерти предупредуваат дека избегнувањето на традиционалните телефонски разговори и прекомерната употреба на технологијата може да ја зголеми социјалната анксиозност кај тинејџерите. Вистина е дека многу млади денес избегнуваат да извршат едноставни задачи сами, како што е закажувањето лекарски преглед, токму поради непријатноста од комуникацијата со непознати. Вистина е дека родителите можат да помогнат со тоа што ќе ги охрабрат децата да продолжат да ги развиваат своите вештини за директна комуникација, преку телефон или лице в лице. Вистина е дека ваквиот начин на разговор гради подобри односи, ја поттикнува емпатијата и активно слушање, како и препознавање невербални знаци кои често се губат при пишана или снимена комуникација. Вистина е дека и намалувањето на времето пред екрани има голем бенефит за целокупната психичка благосостојба на децата. Вистина е дека иако видеоповиците и гласовните пораки се интересни и модерни, младите треба да бидат охрабрени повремено да користат традиционални телефонски повици и да се дружат во живо што е можно почесто. Вистина е дека ова придонесува за подобра емоционална поврзаност и здрав социјален развој. Оние што тука купуваат не плаќаат само за квалитет, туку и за ексклузивитет. На Виктуалиенмаркт во Минхен луксузот веќе не го носи само кавијарот или шампањот, туку јапонската сорта домати амела, која се продава за дури 69,50 евра по килограм. Овој домат, чие име во превод значи сладко, комбинира сладка, кисела и благосолена арома и се одгледува под строго чувани услови, заштитени со државна тајна. Во Европа го произведува само еден производител од Шпанија, со директна помош од јапонски експерти. Конкретно, еден плод тежок околу 65 грама чини 4,52 евра, речиси 530 денари, што е драстично повеќе од обичните домати во германските маркети, кои чинат околу 2 евра за килограм. Продавачите велат дека има муштерии кои купуваат и по 2 килограма одеднаш. Иако луксузно овошје како амела се јаде едноставно, исечено на тенки резанки со малку маслиново масло, новинар на Билд кој го дегустирал вели дека бил разочаран, прекисело и недоволно зрело. Но изгледа дека за некои луѓе луксузот е токму во тоа, да се плати многу за едноставен вкус. Лидерски самит во Скопје. Скептицизам кај младите за ЕУ. Маск се заканува со нова партија. Албанија со рекорден број на туристи. Тинејџерите го отфрлаат телефонскиот повик. Домат за 70 евра по килограм.